Почитувам председател со комисијата. Нормално дека не сум задоволен од одговорот на Министерството за финансии, затоа што да се каже дека средства се обезбедени во јавното предпријатие за државни патишта, за ова намена е депласирано. Впрочем, овој амандман го предлагам 4 години и 4 години идентични одговори, односно се вели дека има средства, меѓутоа кога ќе дојде да се реализира програмата на јавното предпријатие, воопшто овој пат и потребите на Радовишани и за други патишта не се земени во предвид. Зошто е ова вака? Затоа што едноставно Социјалдемократскиот сојуз нема смисла за водење на политика и правилен регионален развој. Со патот се бара поврзување на Радовиш со Берово од проста причина што Радовиш е поврзан со регионални патишта, магистрални патишта единствено со Штип и Струмица. Тоа е хендикеп за градот затоа што кога имате можност да се развивате само по еден пат, тоа е секако загуба за граѓаните, затоа што ви остануваат огромни джепови, празен простор кој не може да го искористите и баш поради тоа ја имаме таа тенденција на уништување на селата во регионот. Впрочем, кога немате комуникации, кога немате соодветни патишта, нормално е луѓето да си барат чаре и да си барат подобри услови за живење. По автоматизам сите планински села кои гравитираа кон овој простор, односно планинските села во Радовиш, веќе одамна се иселени. За жал, оваа тенденција со ваквата расипничка политика и занемарување на потребите на малите општини и доминацијата секогаш на поголемите општини доведуваат до уништување и на полските села, а за жал во последниот период миграцијата и од самиот Радовиш и од помалите градови во истокот е страшна. Едноставно, младите не гледаат перспектива, не гледаат развој на регионот, од една страна, и тоа кога ќе го помножите, односно мултиплицирате со неефикасните политики и расипничките политики на власта. Од една страна се трошат милионски, милиарди сума пари за се и се што, а гледате дека нивните региони, ваквите мали градчиња воопшто немаат никаков развој, ви станува јасно зошто младите го напуштаат својот роден крај. Алтернативите се во две насоки, или се оде во Скопје, или се оде во Европската унија во поново време и зачестено во Соединетите Американски држави. Значи, младите не можат да препознаат иднина во овие мали места. Ова е директно производ на лошата политика, на расипничката политика, на политика без перспективност. Ние условно целата држава ја концентрираме околу Скопје, околу неколку поголеми градови и мислиме дека ако тука ги концентрираме работите и ако гледаме по улиците на Скопје луѓе и млади и студенти и не знам што, дека во ред е државата. Идете, видете ги малите места, посетејте ги да видите што се случува. Буквално, да не бидам сега лошо сватен, геноцид правиме на собствениот народ. Го уништуваме, едноставно нема перспектива за младите. Зошто го велам ова? Прво ви се потребни комуникации. Во 21 век да имате само еден пат е срамота. Да немате можност да се поврзате. Ние сме со Смилјанци Владимирово, вие, како да ви кажеме, на рид ги деле. И немате комуникација, никогаш не можете да отидете нити со теренско возило, а толку се блиски до Смилјанци, до Владимирово, имате патишта, само треба да се поврзат. И немаме сенс за овие работи и сакаме да развиваме региони. Во суштина тоа ви е источниот и југоисточниот регион плански, поврзани се повторно само со еден пат, Струмица, Берово. И сега за да отидете во источниот регион ви треба да правите круг, или преку Струмица, Берово да стигнете, или да вратите од оваа страна преку Штип, другата трансверзала. Едноставно големи простори кои не дозволуваат луѓето да комуницираат, не дозволуваат да си ги користат собствените имоти, затоа што овде имаме и земјоделско земјиште, планинско, имаме и шуми, имаме и можност за развивање на туризам, имаме села кои и Владимирово и Смилјанци се
прекрасни села кои на некој начин се ревитализираат луѓето, реинвестираат тамо, место да го развиваме овој регион, ние ништо не правиме, едноставно нема пари за граѓаните, нема пари повторно за Радовишани и после се чудиме зошто не ни ја бива државата. А од друга страна, истото тоа јавно предпријатие гледаме дека огромни средства историја во патот Кичево-Охрид, огромни средства историја во коридорите 10-8, милиарди се во прашање веќе и овде немаме средства за некои 4-5 милиона евра. Ви се молам, која е таа рамноправност, која е таа иднина на државата? Едноставно се тргнало на расипништво, се тргнало каде се големите пари, тамо е големата игра, тамо е големиот криминал, тоа ги интересира од власта на СДСМ и ДУИ и немаме перспективност. Нема ни да има. Затоа што политиката не одговара на потребите на граѓаните, не ги препознава проблемите. Се тргнало на расипништво и така ќе продолжи. За жал, не во интерес на граѓаните и затоа велам и ово е неразвоен буџет, и ово е гломазен буџет, и овој буџет не носи ништо добро за граѓаните. Немате сенс нити да подобрите зборите за капитални инвестиции. Ово ви се капиталните инвестиции, реални потреби на граѓаните. Меѓутоа за тоа нема средства. Благодарам.